Добар ви ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, недалеку од градскиот метеж и врева, над само 20 на минути, каде што можете да го најдете својот спокој, да уживате, да се препуштите на убавината на природата, на сите задоволства што ги нуди Златно буре Кучково и на крај да се засладите со вкусните традиционални специјалитети. Ние сме денеска овде само за вас, затоа што сакаме да ви презентираме еден специјалитет кој што верувајте дека не е мода, напротив. Ние во нашите семејства, во нашите кујни си користиме речиси секојдневно тиквица, посебно во ова време кога на преодниот период, лето, есен и така натаму, а и во текот на целото лето. Значи, досега направивме повеќе рецепти каде што главниот играч, главната балерина во тие рецепти е токму тиквицата. Направивме многу ќофтиња каде што стававме внатре кромит, лук, пиперка, компир. Понатаму од овие тиквици правевме салати со оцет, лук, зејтин, макдонос и така натаму, во турлитави и во ред многу други специјалитети. Но денеска ќе ви направам уштипци од тиквичка со сирење. Толку прекрасен специјалитет, дури ако сте на диета можете да го користите. Овој специјалитет, навистина за мене е специјалитет, затоа што ние македонските жени умееме од ништо да направиме нешто, така? Значи, ако во ладилникот имаме тиквичка, имате останато некој парче сиренце, урда и така натаму, може да се направи еден прекрасен специјалитет. Да ви биде ужинка, вечера, дури да спремите за внучето, за детето, за во училиште и многу други нешта каде што можете да го употребите, а најповеќе со вашите сакани, со вашето семејство на трпезата. За овие уштипци од тиквичка вас ќе ви биде потребно една тиквичка, средна големина, која што ја рендаме со секората предходно добро измиена. Ставаме 200 грама палента, значи во нив нема брашно, туку има палента. Едно пакетче прашок за печиво, 2 јајца, 200 грама сирење, какво и да имате, малку наренда кашкавал од прилика околу 50 на грама. Ако го немате и не мора да го ставите одозгора, ќе ви кажам како. 50 мл маслинов зејтин, малку ким, едно пакетче во оние книжните пакетчиња, ќе ни треба околу 50 грама потпечен суса, 100 грама урда, малку мешан сув зеленчук, малку буковец, сол и малку бибер. Сега да започнеме со работа. Ги отстрануваме дршките од тиквичката и започнуваме со рендање на крупната страна на рендето. Со се лушпа. И 1 сат ќе ви треба за замесување и ќе ви треба една тепсија намастена со хартија за печење, затоа што овие уштипци не се пржат, туку се печат. Значи се разликуваат од другите рецепти досега, затоа што не ги правиме како класични ќофтиња, нели, со кромит, со, како што ви реков, пиперки, лук и така натаму, туку ова си е сосем еден поинаков рецепт. А вие, драги мои, ако имате уште некои идеи за рецепти со тиквичка, пишете ни на страната на вкусот на традицијата. И ако сакате, можеме да ве поканиме да бидете
наши гости во емисијата и да презентирате некои од вашите рецепти. Само обратете ни се, нашите порти се ширум отворени. Еве, тиквичката е веќе нарендана. И ја ставам во садот за месење, за замес на тестото за овие уштипци. Колку се многу здрави, прво немаме брашно, немаме квасец во нив, нема нешто, затоа и се пошегував и реков дека и оние дури што се на диета можат да ги јадат овие уштипчиња. Ете така. Сега ќе го ставам сирењето. Исто така ќе го нарендам. Ке го ставам сега кимот внатре, едно пакетче, ке го ставам прашокот за печиво, така, ке ставам 50 мл масло, сусамот. Ако сакате и ако сте љубители на ваков потпечен сусам, можете и 100 грама да ставите. Меѓутоа 50 грама е сосем доволно. Ќе ставам урдата внатре. Изборот нека биде кравја, овчја, козја. Едноставно, што имате? Што имате или на што сте љубители? Сега ќе ставам малку мешан сув зеленчук, половина кафено лажиче. Ќе ставам половина кафено лажиче буковец, малку сол, исто половина лажиче сол и малку бибер, затоа што сирењето е солено, урдата не беше солена, бибер. И сега ќе скршам едно јајце. За почеток кршам едно јајце. Сега го ставам и второто јајце. Така. И кога сето ова убаво ќе го измешам, ќе почнам да ја додавам палендата. И знаете што е многу важно? Откако ќе ги формирате ќофтињата, ќе ги оставите 15 на минути да отстојат, а потоа ќе ги печеме. Зошто? Поради тоа што палентата треба да ја впие водата од тиквичката, затоа што знаеме дека тиквичката има 85% вода. Еве не ставам, ќе оставам околу 50 грама настрана.
И на крајот се знае ќе употребам најсовршената лашица, а тоа е раката. Ке треба изгледа да го додадам и остатокот. Да. Оно е полно со вода од тиквичката. Така, го додавам и рестото. Така. И сега ќе почнам да ги формирам уштипците. Како ќе ги ставам во тепсијата, врз нив ќе наросам малку рендан кашкавал и ќе ги оставам да отстојат. Која е комбинацијата на сирење и печениот сусам? Значи вака, можете да искористите лажицата. Еве ја тепсијата. Значи, со се лажица да ставате во тепсијата и така е најдобра. Значи, овие не треба да бидат, ние не правиме совршени фигури геометриски, туку си печеме за своја душа, си печеме за дома. Ете така. Они ќе си отстојат, ќе набабри палентата. Така. Тука ми падна нешто. Така. А рерната треба да ви биде пуштена на 200 степени Целзиусови. Среќа па имам уште едно тавче тука. Таман и него ќе го искористам. Така. Ако нема хартија за печење. Малку ќе се помачиме за миењето на тавчето, инаку нема да има никаков проблем. Тие секако убаво ќе се испечат. Така. Еве го и последното. Одлично. Сега што ќе направам? Значи, сега малку со лажицата ги подсплескувам и правам малку место, нели? Само немојте да се преварите и да ги ставите одма да се печат. Тоа посебно ви нагласувам. Мора да отстојат, значи. Мора да отстојат. Ете така. Леле, како вкус имаат овие. Веќе мене ми се омилени во мојата кујна, во мојот репертоар. И затоа што брзо ми се прават и кога ќе дојдат моите пријателки, ова ми е најбрзо да направам. Најбрзо мезе и за чашка винце, и за пивце, и за домашна жолта, за се поред. Сега ставам од кашкавалчето малку од озгора. Ќе ги печам прво на 200 степени, околу 5 минути, и потоа намалувам на 180. Додека не добијат една убава црвена боја, и да бидат реш. Многу е важно од оздола да бидат убаво испечени. Сега да видите што кимот ќе направи овде. Кимот ќе направи чудо. Како вкус ќе му даде. Значи ова, како ќофте или како сакате, значи, наречете го, уштипче или било како, ќе има посебен вкус поради комбинацијата на сирењето со урдата, сусамот
и кимот. Убавена. Од рерната веднаш на трпезата. Ги печам околу 20 на минути. Готови се. А ви останете со вкусот на традицијата. Драги мои, ова убавина не очекува сите нас сега да ги пробаме овие уштипчиња од тиквички со сиренце и сусамче. Не ми треба ниту вилушка, ниту нож. Како се убаво испечени. Како колаченца. Каков убав вкус имаат. Рпкави од озгора, рпкави од оздола. А внатре тиквичката со палентата, со сиренца. Мераци. Драги мои, направете ги и уживајте во вкусот, израдувајте ги вашите најмили. Јас ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат? Животот ви е како една задача по математика, но никој не ја решил без грешка. На здравје!